Во итната медицинска помош Куманово годинава како и претходните две не е евидентирана пријава од граѓанин за каснување од змија. Лекарите информираа дека е набавен серум против каснување од змии во доволни количини. Доколку се случи таква ситуација, веднаш треба да се пријави случајот во итната медицинска помош, чие што екипа излегува на терен, ја дава потребната терапија на пациентот на лицеместо и го префрла на инфективното оделение во болницата. Оваа година не. И лани мислам дека немаше кај нас пријавено каснување од змија. Значи, имаме антивиперинум серум, го даваме кога се случува каснување од змија, значи на терен, излегува итна медицинска помош, боцкаме антивиперинум серум и сите пациенти каснати од змија ги префрламе на инфективно оделение. Последниве 2-3 години ја не памтам, пошто не сме секој ден на работа, нели усмени сме, али мислам дека последниве 2-3 години не сме имале. Значи, не се десило брза помош да излегува на терен за каснување од змија. Може би имало некој што сам дошол на инфективно оделение, да сам се пријавил, ако е овде во град, пошто му е блиско, може би имало. Кај нас не има. Ако се, за не дај Боже, да се случи каснување од змија, значи се јавува брза помош ќе оди кај него на терен, значи ќе видиме каква е состојбата и се боцка антивиперинум, значи антивиперинум серумот се дава субкутано, значи на местото на убод се боцка, на местото на убод, значи најчесто се дешава змија да ги касне на нога. Значи на подколеница се боцка серум антивиперинум, значи субкутано, на местото на убод и се боцка една ампула исто интрамускулно. И потоа се транспортира до хирургија, до инфективно.